Благодарам, подпредседателе. Почитувани граѓани, додека трае седницава и додека се носи на брзина законот за измена на данокот за додадена вредност, во Собранието на Република Македонија се одвива еден процес на вмрежување на комисиите за европски прашања и парламентарна дипломатија помеѓу земјите од Западен Балкан. И тоа е добро, во ред да соработуваме како земји од Западен Балкан, чудно име кое што нели ни е дадено одамна. Но не е добро ако оние кои што се дојдени да црпат искуства, да го црпат искуството од Комисијата за европски прашања, која што е во Собранието на Република Македонија, и бидејќи немавме многу време да бидеме присутни на тој настан, се надевам дека имало кој да им пренесе на колегите пратеници кои што се дојдени како гости дека и не е баш добра пракса во Република Македонија да се земат праксите од Комисијата за европски прашања. Зашто се работи за ова законско решение, кажаа претходно и моите колеги, оние кои што се занимаваат со делот на економски прашања, но и не мора ние да кажеме, народот и граѓаните гледаат и знаат дека се работи за начин како ова власт да дојде и да собере пари кои што пред време ги потроши за крадење и тежок арамилук за фирмите, како што се да речеме, еве денеска имаме ударни вести, по четврти пат се пушта, да кажеме Бехтел и Енка, уште една дупка направиле, уште една табла предпоставувам ке стават, и сето тоа чини, досега чинеше над 150 милиони евра, а вкупната таа рашомонијада ке чини над 2 милиарди евра. Како сега да се земат парите од граѓаните за да се дадат на лоповите? Слушаме вчера, завчера, дека онаа фирма која што замислете Опсе ќе го припрема теренот во Борис Трајковски, фирмата Еровија или како се викаше, таа сега исто така ќе го правела и патот Бехтел и Енка. Видов денеска една интересна кованица, вака ми се допадна, вели овој Артан Груби е мало дете за Сашо Мијалков. Они сега си се надпреваруваат кој е подобар во крадењето, ме знаете, така тој им е како овај репер на бандата која што за жал уште владее во Република Македонија. Сега како да им ги земат парите на граѓаните? Еве вака, ќе качуваат ДДВ, ќе ставаат европско знаменце. Баш би сакала да ми одговори заменикот министер, бидејќи од моето кратко истражување видов дека кореспондентната табела која што е празна и има само едно бројче, ако не сум во право, тогаш се извинувам и ќе го повлечам моето тврдење. Значи, кореспондентната табела во делот на бројчето на ЕПП бројче е фактички директива на Европскиот парламент од 2023 година, каде што принципот на еднаква работа на мажите и жените треба да биде еднакво платена, нешто што во Република Македонија е недостижно, се уште го нема, ама нешто што и нема врска со бројчето кое што тука сте го навеле. Уште една, не знам по кој пат, рашомонијада и злоупотреба на европското знаменце и на деловникот на Собранието на Република Македонија во членот 135, во кој што точно се вели дека мора да биде истакнато бројче на регулатива и на директива, и вие замислете на такво бројче се повикувате. Единствено нешто што можам да
еве да кажам дека ми се допаѓа и сакам да влезе во сила што е можно побрзо, е намалувањето на менструалните производи за жените, за девојчињата, што е нешто што нели требаше да биде и беше една, ајде да речеме, заедничка работа на сите жени пратенички. Тоа е единствена светла и мажи, да, благодарам на корекцијата, но жените пратенички тоа го поттикнавме, мажите секако дека гласавте. Единствено за поздравување е тоа. И се, значи, да сублимираме дека грабежот за да се платат бехтелиенки, сорави и овие сите, ќе се зимаат парите од граѓаните. Па затоа на пазар ке видите 100 денари килограм пиперки, ама тие пари не одат кај земјоделецот. Јас доаѓам од земјоделски крај и ви кажувам дека тие пари не одат кај земјоделецот. Или ќе видите дека левот е над 50 денари или над 80 денари. Во август месец процениле дека 50.000 денари се малку за да едно обично семејство 4 члено преживее. И сега, која е нашата забелешка, која што вие не сакате да ја слушнете? Ги немате 4.000 производи ставено тука и повторно со подзаконски акт ќе носите и затоа ќе има енормно покачување на цените. Пред малку прочитав исто така една вест. Во Португалија пред неколку дена владата донела одлука за 0 ДДВ за производите млеко, леб, ориз, домати, месо, риба, сите оние основни производи, како антикризна мерка, само за да можат португалските семејства да не ја почувствуваат кризата и само за да можат португалските семејства колку толку да се справат со инфлацијата. Вакви антикризни мерки, сега ќе станете па ќе кажувате не знам овој пакет, не знам оној, ништо. Од пакетот излезете надвор од овие зидови, сретнете 10 луѓе на улица, од 10-10 ќе ви речат дека не чини. Од 10-10 ќе ви речат, абе дајте, не знам уште што да направиме, одете си, не се трпите веќе. Не можеме да излеземе на крај со овие цени. По улавени цени нема никаква контрола, никој врз никого. Бизнисмените исто така се жалат за данокот за солидарност, нешто што исто така го измисливте во ек на начини како брейнсторминг, како да ги обезбедите парите на оние кои што ве држат на власт секој ден прават скандалозни решенија, како например сега читам за овој директор на МЕПСО што пукаше таму на плоштадот Скендербег и едноставно нема крај. Има ли крај? Знаете ли да речете доста, стварно луѓево веќе им е преку глава, дајте, ќе се собереме, ќе изгласаме распуштање на собранието и да одиме на предвремени парламентарни избори. Они уставни измени, ама со тие уставни измени нема да има. Нема да има. Со уставните измени или вие мислите дека народот ќе биде по-негладен? Уставните измени или учебници ќе им донесат на првачињата на оние од 600 оделение? Уставните измени или ќе им го полнат фрижидерот на граѓаните на Република Македонија? Вака понижени, вака обесправени, вака немокни, никогаш досега не биле граѓаните на Република Македонија. Ке гласам против ово законско решение, се разбира, имаше многу начини како да направите и да дојдете до финансиски средства, ама за жал крадењето е многу посилно од справувањето со кризата во Република Македонија. Благодарам. Реплика Даниела Николова.